Добар ден, добре дојдовте на каналот Татунчо, добре дојде за доктор Сладжана Велков по втор пат на овој канал. Докторке Велков, чест ми е што можам повторно да ве угостам на каналот Татунчо. Добре дојде, како сте? Добро те најдов, Владко, фала на покана. Добро сум, фала. Ти? Одличен и јас, еве ентузијастички се уште го работам каналов и ентузијастички се обидувам да луѓето кои што имаат вредни работи за споделување бидат што почесто присутни. Претходниот пат ние се видовме кога завршуваше лудилото наречено пандемија и почнуваше новото лудило наречено војна, кое што за жал се уште трае, но овој пат јас би сакал да разговараме за нешто што е универзална тема и кое што обичниот човек го мачи од секогаш. Јас на излогот на една продавница за овошје, ја сретнав оваа мисла и би сакал со вас да ја продискутираме. Вели, храната може да биде најдобар лек, а истовремено може да биде и најголем отров. Предпоставам дека ова е нека стара мисла која што тие само имаат искористено за тоа што е добра реклама за нивната продавница. Што е длабокото значење на една ваква мисла? Па, храната, знаеме, значи храната може и да не излечи, а може и да не разболи. Храна, пред се, кога зборуваме за храна, треба да разлучиме што е тоа храна всушност. Значи, храна не е материја. Храната е енергија. Значи, на нашето тело му треба енергија, тело извлекува енергија од воздух, преку дишење, преку сонце, преку жива храна, преку движење исто така, преку активности физички. Преку спиење исто така. Значи, на сите тие начини нашето тело абсорбира енергија од атмосфера и така натаму. Меѓутоа, ние имаме една погрешна, како да кажем, погрешно убедување, погрешно верување дека храната е материја и дека ние сега треба да јадеме материја за да имаме енергија. Например, на некого ќе му кажете дека може да јаде, не знам, банани или лубеница или јаболки и да работи нормално цел ден, ама тој ќе ви каже дека не може. Дека он не може со банани и јаболки да има енергија, на него му треба месо, му треба леб и така натаму. Значи, ние живееме, само една мала дигресија, живееме во еден свет во кој живееме по убедување. Значи, уверени сме дека нешто е така и цел живот поминуваме во тоа убедување дека тоа е така. Меѓутоа, што доколку не сме во право, дека сега тие убедувања, тие уверувања од каде доаѓаат? Значи доаѓаат од телевизија, доаѓаат од други луѓе, од родители, од пријатели, од разни извори. И сега што доколку некој од тие извори не е веродостоен, не е вистинит, и ние можеме цел живот да си поминеме во некој убедување, да си живееме некој живот кој всушност е погрешен. Врз основа на погрешни, тоа може да биде и религија, може да бидат разни работи. И сега, например, човекот да живее во убедување дека он мора да јаде таква храна, таа одредена храна, и дека без тоа не може да живее. Што секако не е точно. Постојат луѓе кои воопшто не јадат материјална храна и живеат нормален живот. Значи, се хранат преку, не знам, или јадат само овошје. Постојат луѓе кои само дишат и така живеат, значи не јадат. Постои книга Human Longevity, која може во PDF да се најде на интернет, во која се опишани многу стотици случаеви на луѓе кои живееле 200 години, околу преку 130-140 години до 200 години,
кои биле физички активни до последен ден од животот, кои јаделе, не знам, само овошје, само ова, или само пиеле млеко, не кажам млеко, не препорачувам, меѓутоа сакам да кажам, живееле со многу малце храна, се хранела еднолична, меѓутоа биле физички активни, се движеле на чист воздух и така натаму, живееле еден здрав, нормален и долг живот. И сега, врз основа на тоа погрешно убедување дека храната е материјална и дека ние сега треба да јадеме материјална храна, ние се всушност разболуваме и така храната станува отров. Затоа што се случува во нашиот организам? Кога јадеме храна, организмот извлекува енергија од таа храна, а енергија постои само во жива храна, значи зеленчук и овошје. И остатокот, значи материјалниот остаток од се тоа што ќе внесеме, се свалува надвор. Значи, ние извлекуваме само енергија, материјалните остатоци се isfрлуваат надвор. Доколку се храниме со жива храна, тогаш храната станува лек, затоа што нашиот организам, кога, еве вака попрактично, доколку јадеме сирова храна, ензими во таа храна, кои не се уништени, затоа што на 47 степени Целзиусови се уништуваат ензими во храна, а ензим има улога да ја дигестира самата храна. Доколку не постои ензим, кај варена храна, тогаш таа храна, таа варена храна краде метаболички ензими од клетки на мозокот, срцето, бубрези и така натаму, значи од витални органи, и ние старееме, се разболуваме, се осеќаме тешко и така. Немаме енергија и така. Значи, тоа е отприлike, значи, што постари стануваме, треба помалце да јадеме, поретко да јадеме и да јадеме повеќе жива храна, помалце варена храна. Меѓутоа, вие гледате дека повозрастни луѓе всушност јадат преголеми количини и така. Значи, исто така, убедување дека треба да се јаде 3 пати дневно, тоа е пак се враќаме на оно дека живееме во некакви убедувања, а од каде е тоа убедување? Тоа убедување е од индустрија. Значи, ние имаме по школи, по новини, тие реклами. Обично е тоа млечна индустрија, месна индустрија, каде што пишува доручек е најважен, до ова е најважно, не е најважно. Не, доручек не е најважен, доручек воопшто не треба да се јаде. На човекот му е потребен 1 оброк дневно, доколку не може и 2, меѓутоа 3 оброка се оптеретување за црниот дроб, за бубрезите, за се. Значи, она што храната е лек кога е жива и кога се јаде во помала количина, храната е отров кога е варена и кога се јаде во голема количина. Меѓутоа, тука можеме да додадеме и прскана храна, значи со пестициди, со отрови, што дополнително ја отвора уште една тема, тоа е тема на практично токсична храна, која значи храна практично станува отров во тој облик, значи кога е третирана. Така да и тука треба да се обрне внимание што е се помалце можно, значи се помалце можеме да обрнуваме внимание на такво нешто. Така, како би се, да речеме, однесувала една личност или едно семејство кое што живее, да речеме, во Карпош, во некоја висококатница, кое што работи во институција или во индустрија некаде, и каде што нема никаков допир до природно издасната храна. Значи, храната ја наоѓа во супермаркет или во продавница и апсолутно не знае кој е потеклото на таа храна.
Значи, тука доаѓаме до една дилема на модерното живење. Па, мислам, време е да се размислува за тоа, затоа што јасно ни е веќе дека во градовите и со ова состојба на пандемија ни стана јасно дека во градовите практично ние сме како во логори, во концентрациони логори, каде што може да правиш што сака со нас. Значи, планира да воведат 15-минутни градови, што значи 15 минути може да се движите во обсег, до каде можете за 15 минути да стигнете. Друго, ќе јадете тоа што имате таму, значи што ќе ви сервираат. Што значи дека човекот кој е освестен мора да размислува за тоа да се дислоцира од такви логори. Друга варијанта е значи да се организираат луѓе како што на Куба работат, например комши се организираат некакво парче во градот, некаква земјичка, не знам што, дали со дозвола на градот, со општини, не знам како оди тоа. Меѓутоа да се направи како некоја бавча, каде што секој може да дојде секој ќе одработи по нешто, за да може после да дојде да си земе и така. Зборувам тука за зеленчук. Исто така, значи, јас одам собирав, значи, семки од маслинки, од овошји, од било што, и кога идам некаде, ги фрлам покрај пат, ги садам некогаш и така. Дали ќе израсне, нема да израсне, може од 101 ќе израсне. Меѓутоа, некогаш, јас знам на мене колку ми значи кога одам некаде и покрај пат ќе налетам на некој јаболче, на нешто такво, и со 3-4 јаболки јас имам ручек. Значи, зошто ние покрај патишта и порано сме имале сливи, јаболки, сливи покрај пат растеле, за да луѓе кои поминуваат тука им долг пат имаат со коли, со крави порано оделе, со коњи, да може да застане и да јаде. А денеска нема тоа, денеска по паркови се, да не им прља, се садат само, али сето тоа е смислено. Значи, смислено е за да човекот се држи како роб и да биде зависен од системот. Така да, значи, ако сакаме, еве сега прашуваш за што да прави еден човек во таква состојба. Меѓутоа, еве баш денеска имав еден муабет, како да се излечеме од ова состојба која е практично изгледа како безизлазна. Меѓутоа, човекот, например, ги гледаме пчелите, некои животни и така, али, например, пчелите, колку тие се организирани, колку се паметни, колку се... Меѓутоа, за да луѓе дојдат до такво ниво, да може да разберат целата таа хиерархија и целиот тој механизам на живење, секоја пчеличка да работи својата работа и на крај да гледаме една голема работа свршена. Значи, доколку секој од нас одработи своето делче, како например ти сега тоа снимаш, јас зборувам, али не може да се чека и да се каже што сега да правам. Што значи, тој мора да биде свестен, али како да биде свестен? Пчела е свесна затоа што е поврзана со Бог, затоа што е таа поврзана со изворот и таа спонтано тоа го прави, а човекот го има изгубено таа нит. И како тоа да се направи? Бог нема сега да каже, сега, не знам, трајче, сега на тебе јас ќе ти помогнам, така и така, ќе ти створам ово, не. Значи, Бог ќе дојде до трајче, меѓутоа трајче мора прв чекор да направи. А чекор што е? Чекор не е пишување по Фейсбук, зборење у кафич или не знам на телефон. Значи, чекор е дело. Што значи не зборење, него работа.
Што значи, што јас како Јевенка можам да направам за сето тоа што го сакам. Да биде чиста храна, да биде чиста вода, децата да ни учат добри работи, а не монструозни, не знам, сето тоа знаеме што имаме, да не повторуваме сите проблеми кои ги имаме сега со ова што ни го наметнуваат светска болна организација или ова светски економски форум. Значи, сите тие организации кои практично се сокриени под тие такви, како да кажам, имиња кои се хуманитарни, не знам што, се сушност механизми на управување на таа што ја нарекуваат длабока држава и практично светската здравствена организација, како ја нарекуваат, нема врска со здравје, практично станува светска влада. Дали мислиш, Сладжана, дека всушност се е како во книгата на Орвел? Дека се е обратно, ако е нешто за здравје, тогаш е за болест, ако е за мир, тогаш е за војна. Или војната е мир, љубовта е омраза, нешто така беше кај Орвел. Значи се е сушта спротивност на своето наводно значење. Да, се слагам апсолутно со тоа, дури мислам веќе доаѓаме до крајниот дел на Орвеловата книга. Значи, застрашувачки делува се тоа што се случува. Меѓутоа, јас сум оптимист секогаш, како и сега. Значи, воопшто не верувам дека може да се случи да победи такво некое зло. Значи, зло може во својата функција на освестување, затоа што многу луѓе пред да се случи сето ова, овие 2-3 години, ова пандемија, многу луѓе воопшто не знаева во каков свет живееме. Значи, ние зборуваме за тие боцки што децата ги примаат, кои предизвикуваат и леукемија, и аутизам, и диабетес 1, и астма, и сите тие болести се поврзани со тие боцки што децата ги примаат како редовни, и со години, значи 10-15 години од 2006 година зборувам на предавања, секаде се мачам со сите тие проблеми, со Блиц, и со ова и со она. Дури сега луѓето разбраа колку тоа е страшно кога за нивниот живот се работеше, а до сега кога децата ги носеа така несвесно, значи и после толку зборење, и мислам секој можеше да слушне за сето тоа. Меѓутоа, несвесен е човек додека неговиот живот не е засегнат. И затоа сега мислам дека ова зло што сега се случува, мислам дека е во сврха на освестување на луѓето, за да се освестат во каков свет живеат и да се трансформира, самите да си го трансформираат живот, да се посветиме на, мислам дека е сосема доволно што сме зборали по емисии, сме пишувале за проблеми, за не знам, пандемии, за Бил Гейтс, за сите тие. Значи, мислам дека е сосема доволно. Така. Мене е преку глава, јас не можам више на теми за тоа на К, не сакам више да зборувам. Не сакам да зборувам, можеме да зборуваме за решенија, што да се прави, како да направиме, да бидеме здрави, да преживееме уште овие неколку години што ќе не притискаат. Јас морам само да те надополнам за ова што го кажа претходно. Луѓето очигледно имаат и потреба од авторитети. Зато јас ке споменам еден авторитет кој што неодамна почина, доктор Тодор Јовановиќ, значи имунолог. Тој овие работи ги зборуваше малтене пред 20 и повеќе години. Човек кој што доктор на науки, професор на факултет од браншата, значи ги кажуваше истите работи, убаво кажуваш, нема потреба да се повторуваме.
тој ја кажуваше целата измама околу тие имунолошки заболувања како што беа сида, како што е грип и така натаму. Значи на YouTube за среќа се уште постојат неговите видеа и можат да се погледнат, значи во мејнстрим телевизија гостувања и објаснување на сето тоа што е важно околу тоа. И сега баш читав околу неговата смрт, на страната пишуваше не замина доктор Јовановиќ ни од корона, ни од никаква болест, туку замина затоа што му беше време да замине. А човекот навистина беше во подмината возраст, мислам над 90 години. Така што имаше проживеано здрав живот. Значи, се согласувам со тебе од име на решенијата. Значи, зачна нешто околу тоа, значи, ако добро те разбирам, јадење на жива пред се растителна храна. Остатокот од храната, месо, риба, јајца, млеко, кои се твоите сознавања за овој вид на храна? Добро, пред тоа да го кажеме само уште нешто поврзано со ова што го зборевме, значи сето ова што се прави, значи за да луѓето живеат во оваква изгубена состојба каква што се прави со предизвикување на страв. Значи, страв од рак, страв од нуклеарно оружје, страв од ратови, страв од смртта, страв од ние имаме оној експеримент во затвор, не знам каде беше тоа, немам сега тој податок, каде што го изведуваат осудени, човекот е осуден на смрт. Меѓутоа, пред да го побуват, го изведуваат, се прави еден експеримент, го изведуваат на гилјотина и му кажуваат дека ќе му отсечат главата. Наместо гилјотина, они ставаат пешкир со топла вода за да симулира крвта, му пуштаат пешкир со топла вода на врат наместо гилјотина, човекот умира истата секунда. Затоа што му кажале дека ќе умре, затоа што осетил дека нешто топло течи на вратот, значи мора да е крвта и умра. Значи, убедување тоа што човекот мисли, тоа што му го кажуваат преку телевизија, е клучна работа за здравјето. А вие што имате на телевизија денеска? Значи, вести, претни, кој кого заклал, кој кого убил, омраза со овој, со оној, прават, стално прават некои табори, значи, ова националност, она националност и не знам што, какви све, секогаш мора да има спротиставени страни, и човекот непрекидно живее во страв. Вие можете да јадете совршена храна. Можете да бидете на сирова храна. 10-20 години. Доколку имате тој страв и имате таа анксиозност непрекидна, значи не можете да бидете здрави. Затоа што се доаѓа од умот, пред се. Затоа што ние не сме телесни суштества. Ние сме духовни суштества кои живееме во ова тело, го користиме тренутно. И сега, значи, што се однесува до здрав живот, јас пред себе тука би го ставила стресот и ослободување од стравот. Значи, за да ние се ослободиме од стравот и да го преземеме својот живот и своето здравје во своите раце, пред се мораме да го изгаснеме телевизорот. Затоа што телевизорот е главно зло на овој свет. Тоа е манипулатор, тоа е агент во секоја куќа. Па замислите вие што би правеле овие сите млади, длабоки држави, не знам што би правеле они без телевизија? Па еве сега кога беше ова пандемија, човекот вика така и така, тоа постои, не знам, изолирано, овамо, тамо. Кога го прашувате од каде го знае тоа, он вика слушал на телевизија. Мене телевизија не ме интересира, 20 години немам телевизија, немам ни телефон. Значи тоа воопшто не ме интересира. Така да
Каква телевизија? Чујче, слушнама телевизија. На телевизија може да ставиш и фейк нешто и ова. Што значи, број 1 работа. Ако сакате да бидете здрави, телевизорот да се изгасне. Јас имам екран во куќа, али на тој екран се поврзува лаптоп, пушташ нешто на USB, некој филм или не знам нешто што сакаш да гледаш, а не да ми тропа вести, да ми пушта и да прави mind control. Значи, здравјето пред се значи гасење на телевизорот. Контрола што деца гледаат на телевизија. Ние немаме здрави генерации повеќе заради таа телевизија. И заради тие песни со болни текстови, со деформисани, дегенерисани текстови, кои деца ги усвојуваат, затоа што тоа директно оди во подсвеста. Музика го носи тој текст директно во подсвеста. Вие гледате деца кои живеат, тинејџери кои не живеат живот. Они имитираат некои певајки, нешто такво, она е застрашувачко. Тука почнува тоа здравје. Тука почнува со да кажем, не духовноста, него со чистење од тие неморални и непотребни и очистење од стравови. Понатака, за храна кога зборуваме, сега би го ставила акцент на колку пати јадење пред се. Затоа што на луѓето тешко се храната е како дрога. Значи, ние кога јадеме се лачи допаминот. Тој допамин е хормон кој исто се лачи и кога се зима некоја дрога. Значи, и што повеќе допамин имаме, значи, тоа ни прија следниот пат, ние подсвеста бара повторно исто. Така да, многу често луѓе не можат да се оделат од некоја храна, меѓутоа можат да се уздржат од прекомерно јадење. Например, тоа се нарекува исто така и intermittent fasting. Тој intermittent fasting значи да имаме период на нејадење, значи период на нејадење минимум да кажеме 16 часа и понатака, што значи да му дадеме на организмот време за да може да се детоксицира, да се испразни, да се исчисти, за да не му пречи толку тоа што ќе внесеме. Што значи, јас не советувам сега да се јаде, не знам, пита или месо или такво нешто, меѓутоа, доколку човек јаде такво нешто, тогаш нека јаде еднаш дневно. А остаток, например, ако не може баш еднаш дневно, другиот оброк нека му биде овошен оброк или зеленчук, а тој еден оброк кој сака да го задржи, може да биде еднаш дневно и тогаш организмот нема да трпи. Меѓутоа, најдобро е, значи, тие 3 оброка да бидат сирова храна, затоа што сирова храна е овошје, зеленчук, јаткасти плодови, тоа е тоа што поседува енергија и од таа енергија ние живееме. Вие гледате луѓето што се хранат со сирова храна, живеат, например, и во 60 и во 70 години, изгледаат младо, додека некој кој што јаде стандардна храна, значи доручек, ручек, вечера, варена храна, тој си изгледа така како што сме навикнати, значи да гледаме човек од 60 години изгледа онака, старо. Меѓутоа, вие ако се храните со жива храна у 60 години, изгледате као да имате 40, 50, значи веќе и години не се толку битни колку што е битно како се чувствуваме, колку енергија имате луѓе, например, хунзи, нели во Пакистан, хунзи, например, во 90 години жени раѓала е тамо, сега више не, затоа што сега веќе им донале храна и продавници им отвориле токсична храна и така.
Меѓутоа, порано до 120-130 години се живееле нормално. У 90 години да раѓа жена, тоа е за нас несватливо. Меѓутоа, тие живееле во планински услови, воздух чист, вода изврска, храна потpuno чиста. Јаделе они и месо, меѓутоа во многу мала количина, и тоа брашно што правеле тие чапати, не знам, и тоа е нешто планинско тамо потpuno чисто. Секој ден поминува по 20 километри пешки, така да тој човек не јадел токсична индустријска храна, така да практично порано така живееле луѓе. За разлика од тоа што они ни го сервираат сега, викаат дека сега всушност луѓето живеат подолго. Не е точно. Значи, порано луѓе живееле подолго. Меѓутоа, порано умирале деца при пород заради нехигиената, се сечела папокот, се сечел со срп, со секира, со нешто такво, и децата многу умирале на пород. И вие се ако ќе соберете број на жители и ќе поделите, собирате број на години и делите на жители, добиате просек. И значи просекот секако ќе биде сега поголем, затоа што деца сега веќе не умираат на пород толку што како што умирале тогаш. И тоа се вика лажна статистика. Инаку луѓето порано си живееле подолго и за тоа имаме докази и многу книги. Спомна една интересна работа која што мислам дека е основа на сите измами кои што ги живееме денеска, индустријата. Пред првата индустријска револуција се образувале малку, можеби свештеници се образувале или богати семејства се образувале, и тоа образование воопшто немало врска со стекнување некаква стручност. Имало врска со образување на интелектот и на духот. Додека по индустријските револуции, првата и втората, образованието буквално е капиталистичка измислица како да се добие бесплатно стручена работна сила. На тоа би надоврзал дека здравството е индустриализирано до степен на тоа да пациентот не е веќе пациент, туку е клиент. Банкарството не е да се помогне тука населението да дојде до финанси или било што, тука е направено да се држи во кредитно робство. И така натаму, буквално не можам да се сетам на аспект на животот во кој што не се манипулира. Да не зборуваме за класичните методи на манипулација кои што ги спомна, како што се медиумите. Каде што јас постојано се прашувам дали на светов има постојано само негативни информации. Како е можно тоа? Значи, ова околу индустријата, дали ја споделуваш мислата моја дека се е направено околу таа индустрија буквално за грабање на ресурсите на оваа златна планета. Златна фигуративна. Види, значи, порано луѓето како живееле на село. Значи, работеле кога е лето, кога е зимно време, значи кога почнува ладно, тогаш одмарале. Летно време кога треба да се обработува, да се живееле работно. Навечер децата слушале приказни од старите, се свирело на инструменти, се пеело, децата развивале машта, фантазија. Значи, Никола Тесла, например, не ни завршил, не знам која школи тамо, практично ништо не завршило, нешто посебно, меѓутоа, он ја развила машта тамо во природа, со некакви рекички, со не знам како пишуваше. Меѓутоа, кога почнува индустрија да се развива, практично со индустријата почнува сето зло. Значи, доаѓа болеста, ракот не постоел додека не почнала индустријска храна да се произведува. И штом се отвориле тие продавници по села, тоа станува модерно да се јадат месни нарезци тамо, паштети, не знам што, виршли. Тоа станува нормално. Меѓутоа, тоа воопшто не е храна, значи тоа е химикалија во која има малци остатоци на некоја храна
Таа хемикалија човекот ја јаде. Тоа е неверојатно како тоа не допира до свеста, меѓутоа ете. Значи, например, одите во продавница, во маркет голем и гледајте колички што луѓето полнат. Значи, во ретко која количка вие ќе видите практично храна, не знам, некоја банана или портокал, нешто такво. Значи, сето тоа полно со кутии, со тетрапаци, со такво нешто, со хемија практично. Индустрија, практично сега во овој свет корпорации го водат, значи овој свет корпорации го водат моментално. Практично сите тие неколку најголеми корпорации припаѓаат на неколку луѓе и тоа се тие фамилии познати во светот, кои не се толку истакнати, меѓутоа некој кој го интересира може да најде кои се тие фамилии. Тие фамилии, може би уште некој има позади нив, не знам, меѓутоа тие фамилии се власници на тие големи корпорации. А сите тие помали фирми, не знам, она фирма, тоа се све делчиња на тие големи корпорации. Подизведувачи. На тие корпорации им се потребни работници. А работници се, за да бидеш работник, мораш да поминеш обука, да бидеш послушен работник. Школа, значи, нема врска со никакво образование, затоа што ние во школа ништо не учиме. Порано имаше и по нешто, меѓутоа сега нема ништо. Во ова денешна школа децата ништо добро не учат, а има многу лоши работи. Значи, детето се учи да седи во клупа и да биде мирно, да не сме да мрдне, да не сме да погледне низ прозор, да не, значи мора да седи, да гледа, да слуша и да повторува. Што значи, ако сака да добие добра оценка, мора да повтори напамет се што му е кажано или напишано. Значи не сме да размислува. Значи детето треба да размислува. Треба да доаѓа до некакви идеи, не, он нема што да размислува. Он само се учи тие што треба да повторува и ако повтори, он добива оценка, а ако каже нешто свое, он добива лоша оценка. Мене ме подсетува ова на моите професори, нивната омилена мантра беше кога, нели, одговорот ќе се започнеше со зборот мислам, веднаш не прекинува и кажува нема што да мислиш, се измислено ти треба да научиш. Тоа е. Многу Тоа опасна мисла. Тоа е еден крут ум, значи еден затворен ум, ама и тие исто, значи живееле во таков систем, така се научени. Меѓутоа, тогаш, можеби, немало доволно информации, немало доволно книги и човекот живеел во еден таков, како да кажем, како што и јас сум била во тој систем, јас сум работела во медицина, меѓутоа, кога сум дознала дека тоа е фейк, дека всушност со секој лек што ќе му препишем на пациентот, ја всушност му предизвикувам уште 3-4 болести, други, нови, јас прекинав да работам. Значи, човекот кога ќе дознае, додека не знаеш дека го правиш зло, тогаш ти се прашта, не знаеш. Ама, кога ќе дознаеш, повеќе немаш право, сето тоа станува твоја карма, твоја судбина, твоја одговорност. И немаш право тоа да го правиш. Можеш да бидеш уште во системот, доколку донесеш нешто добро. Како што гледаме учителка во Србија, или не знам дали во Република Српска, не знам каде беше, ги учи децата да пеат песна. Не знам дали се слушнало, одеше на Фейсбук, сега не знам како се викаше, ама песна за ова тренутна состојба. Како треба да се освестиме, што всушност се случува и така натаму. Имаш учител кој ги учи деца покрај она што мора да им го провлече, ќе им го каже и нешто друго, од историја, од ова, од она. Значи, постојат и такви луѓе. Меѓутоа, генерално, школа е тука да направи војници за системот. Значи, да ги униформира, сите да бидат исти, сите да мислат исто,
тие одмори, звоно, значи звоно кога ќе се слушне, ти тогаш си слободен 5 минути, 10 минути, тоа е исто за да те истренира како маче, како куче, да те истренира, за да на работа имаш ти кога ќе ти позвони звоно, идеш тамо, јадеш, пушиш, не знам што, у останато време работиш и немаш што да прашуваш. Значи, образованието е овакво како што е направено стриктно затоа што на индустрија, на системот, на корпорации им требаат работници и тоа е се. Сега, ова е четврта индустријска револуција, нели? Каде што се вовлекува тој трансхуманизам, односно таа вештачка интелигенција почнува да презима пример. И заради такво нешто ние имаме практично губење на работни места. Сега гледаме дека се работи на депопулација, нели, со ова, со она и така натаму. Така да на системот во четврта индустријска револуција не му требаат толку луѓе. Му требаат малце луѓе, под контрола, строга, затоа се воведуваат секаде камери, се е под контрола, овие електрични коли, значи луѓето сега се со литиум се плашеа, нели, литиумски батерии, се горат кола, се вади од земја литиум, не знам, се копа, проблем со копање, меѓутоа не е само проблем со литиум. Еве сега луѓето се фала дека кинезите нашла натриумски батерии, не знам што, она. Пошто ако нашла натриумски батерии, значи колата ќе бидат електрична, а електрична кола, значи не можеш ти да ги наполниш каде што сакаш, не можеш да одиш до каде сакаш, сега ќе ставиш канта бензин и ќе одиш у шума и ќе седиш, никој не те гледа, не те контролира, практично си слободен. Ами тогаш не. Значи ти ќе одиш до каде може, до каде он ќе те пушти, затоа што ти не можеш да одиш и со таа електрична кола, не знам колку може да поминат, али не е толку како ова. Друго, таа кола се гаси на дугме, на дајинско. Значи, кога ќе преминеш некаде каде што не треба, кога ќе направиш нешто што не треба, колата ти се гасат и немаш повеќе кола. Значи, сето тоа што се прави сега во ова четврта индустријска револуција, се прави за да се намали број на луѓе и остатокот да се стави под строга контрола. Постојат луѓе од моето најблиско окружување со кои што буквално под оваа пропаганда се убедени дека планетата е пренаселена. И тоа луѓе од Северна Африка, и им велам, добро, вие сте од Северна Африка. Да. Сахара пренаселена е. Русија сте виделе на картата колку е пренаселена е. И редица други. Бразил пренаселена е. И така, но Канада пренаселена е. Значи, зборуваме за 2-3 града кои што ќе ни ги дадат на телевизија, дали е тоа Шангај, дали е тоа Њујорк или во Лондон или во Париз, и ќе речете, видите колку многу луѓе има. Кога ќе замислиме колку мала квадратна површина имаат напикано толку многу луѓе, а сето останато измеѓу е простор кој што ни оддалеку не е пренаселен. Па види, што се однесува до тоа, јас имам правев некои пресметки, затоа што сум била и во Индија, имав предавања во 13 земји, па една од земјите беше Индија. И во Индија видов стварно застрашувачки број на луѓе и по села и по градови и секаде се буткаат и така. Направив некоја пресметка колку луѓе за 5 генерации, доколку, например, секоја генерација има по 10 деца и од 20 луѓе, не знам, тоа добиваш за, не знам, 5 генерации, милион луѓе, нешто така беше некоја ненормална бројка. И сега, во некои земји стварно постои премногу луѓе. Значи ти со таа геометриска прогресија сега моментално можда нема, меѓутоа за секои 2
25 години се дуплира сега популација. Се дуплира. Што значи дека мислам, нема потреба од такво нешто. Нема потреба да се имат 10 деца. И од тоа и обично имат сиромашни луѓе 10 деца. И тие скоро сите деца живеат во екстремно лоши услови. Значи, например, во некои европски земји нема доволно популација. Значи, нема луѓе. Што значи, ние не можеме генерално тоа да го гледаме, затоа што например, во Србија е негативна популација. Значи, нема луѓето страшно многу и во Македонија, и во Хрватска. Да. Значи, број на луѓе драстично се намалува. Што значи, во некои земји треба да се подстакне раѓање. Да се подстакне затоа што треба да се имаат барем 2 деца за да одржиш некое ниво. Али во некои земји едноставно, например, Кина. Кина има енормно голем број на луѓе и сега вие гледате Бајкал, езеро во Русија, Кина го испила. Бајкалско езеро е скоро пресушено затоа што Кина испила целото езеро, сега бара друго езеро, трето езеро, значи толку многу ги има. Сега Кина, например, кога достигна ненормален број, кога практично немаше каде више да легне човекот, тогаш они го ведоа тој закон, не знам, за едно дете. Сега повеќе не важи тој закон, затоа што го нормалиле тој раст на популација. Значи, јас тоа не би го гледала баш така, ни од една, ни од друга страна, значи не можеме да кажеме генерално има многу број на луѓе. Генерално има, али тој број се зголемува во Саудиска Арабија, во Индонезија, во, не знам, Индија, Пакистан, Бангладеш. Значи, тоа не се прави така со утепување на луѓе, со боцкање и не знам што. Значи, тоа се прави со едукација, со објаснување, со некакви, како да кажем, хумани мерки, со цивилизацијско напредување, така што наталитетот ќе биде ставен во некои нормални рамки. Од друга страна, таму каде што нема доволна популација, значи треба да се подстакне. Популација се знае како се подстакнува, значи за секоја, не знам, второ, трето дете се добива некој подобрување, некои, не знам, додатоци и така. Меѓутоа, за да има доста луѓе, има, например, има земји каде што децата одат по улици, никој повеќе нити ги чува, ни ништо, значи немаат ни вода, ни храна, умираат по улици, така. Значи, тоа е такво нешто, според мене, не смее да се дозволува, затоа што децата се невини суштества, ангели и не сме така да се однесува ни една земја спрема децата. Земја каде што нема храна, нема вода, нема едукација, децата, не знам, по 10 деца се чува или по 20 деца чува една фамилија, ниедно нема храна, тогаш мислам дека мора да постои некаква, како да кажам, некаква организација. Механизам. Да, некаков механизам кој и едното и другото ќе го унормали, како да кажам. Пред малце го спомна трансхуманизмот, ја спомна вештачката интелигенција, четвртата индустријска револуција и сето тоа се некои бенигни термини со кои што треба да поверуваме дека тоа е за наше добро. Јас интуитивно размислувајќи, медитирајќи за една идеја, затоа што во последно време сум доста обседнат со гностиците и гностичките учења и од проста и едноставна причина за тоа што секаде каде што имало гностици и гностички учења, имало и империја и обично империјата ги ништила и убивала. Или како катарите, кога тој католичкиот бискуп рекол убити ги сите, Бог ќе ги препознае сите.
Значи, ако тоа во средниот век се правило на тој начин, сега во денешно време, значи гностиците велат дека постојат два типа на божествено делување. Едното е универзално божество кое што има создадено сиот универзум, и другото е божество е Бог Демиург кој што го има создадено материјалниот универзум. Наблюдувајќи ја природата околу мене, нагласувам природата, не се согласувам со тоа, но наблюдувајќи ја цивилизацијата, и те како има смисла. Значи, оно што е вештачки создадено, дали од човечка рака. И сега, вештачката интелигенција, роботиката, како да се надоврзува на тоа, значи се имитира совршеноста на природата, се имитира со нешто вештачко кое што сака да постигне, не знам што, дали тука се оди на тоа да и оние малце искрена духовност кој што човек може да ги пронајде ваму таму и да се поврзе со вистинскиот извор, се заменуваат со некакви вештачки сурогати. Ја малце долго го тера прашањето, не знам дали добро се изразив. Го барам сега, не можам да го најдем, но цитатот на Бориса Пекич многу ми е интересен, па го цитирам често. Во својата книга, во неговата книга Атлантида, феноменална книга, мислам, јас два пати ја читав, пак ја читав. Он зборува за андроиди и кажува дека од прапостоењето, од зората на човештвото, на земјата се води една единствена војна, а тоа е војна помеѓу андроиди и луѓе. Значи, андроидите, он во својата книга ги опишува како луѓе без душа, и он исто така во своите книги ова цивилизација ја нарекува компјутерски програм на андроидите. Значи, компјутерски програм на андроидите. Нисам видела кога би го цитирала баш, али отприлike така. Да, за гносици многу интересно, значи во 4-тиот век во Наг Хамади, мислам, во Египет дека е тоа, е пронајден спис кој зборува, значи кој го опишувале тие гностици, односно пред тоа биле есени, на кои припаѓал и Исус. И они тука зборуваат за аркони. Аркони се како владатели, значи практично преведено значи владател. Владатели кои се наоѓаат секаде, се наоѓаат меѓу луѓе, нешто како уфрлени елементи од прилike некако. И тие и го опишуваат, значи нивниот главен, како да кажем, демон, како Јалдабаот, односно нивниот бог, практично. Како еднаш името? Јалдабаот. Океј. Јалдабаот. Некои тоа го поврзуваат со Јехова, со Стариот Завет и така натаму. И практично они сметале дека се што е телесно, е негово, материјалното, и не биле заинтересирани за овој свет. Немале ни деца сите, значи понекогаш, по недозвола на некој свештеник и така, одредени луѓе, значи кога они ќе одредат дека е дојдено време, дека, не знам, некоја душа треба да се спушти во материјалниот свет, тогаш се имале деца. Инаку и деца немале толку често,
затоа што не сакале душа да ја спуштаат во овој материјалниот свет, затоа што сметале дека овој свет е корумпиран од тие суштества кои практично се тука за да се хранат од енергија на човекот. И на нив многу им е битно човекот да живее во тој еден круг, непрекиден круг, значи на раѓање, безсмислено живење, умирање и повторен круг и така. Бидејќи јас се размислував зошто е тоа така, како сме дошли дотла, и тоа е само едно мое размислување, може не сум во право, меѓутоа може би затоа што нели во нашиот народ постои збор бездушник, така? Так. Не е случајно тоа. Зашто постои тој збор бездушник? Ништо не е случајно во нашиот јазик. И во книгата на Клекли, Хенри Клекли, кој напишал книга Mask of Sanity. Mask of Sanity, он во таа книга опишува психопати. Значи, психопат е човек, значи суштество кое практично нема никаква емоција, нема ни свест за емоција, нема милост. Значи, он е едно суштество кое е практично тоа што Борислав Пекич ги нарекува андроиди. Меѓутоа, он е способен и многу интелигентен, значи, пред би кажала лукав, за да може да имитира човек. Значи, он не може, например, кога некој ќе падне, ќе плаче, кој кученце ќе го згазне нешто, значи нешто тако што нормален човек ќе реагира. Психопат нема прв да реагира никогаш, али ќе имитира човечка самилост и ова, доколку е потребно. Значи и он така напредува, значи он е едно ниско суштество, иако интелигентно, меѓутоа таа интелигенција не значи дека е човек, значи интелигенција е може да биде и демонизирана. Сега тие психопати се наоѓаат секаде, воглавном се тие на клучни работни места, работат на битни места во школи, на битни места во установи, на битни места како политичари и така натаму. Они се добро распоредени и држат целиот систем со страф, награда, со такви некои условувања, уценувања, држат целиот систем hijacked, значи го држат, како се вика, окупиран. Хакиран, да, и луѓето се, како да кажемо, како зомби живеат еден живот така. И сега тој психопат, доколку е тоа така како што јас го разбрав и од Mask of Sanity и од Борислав Пекич, а и тоа што го осеќам, тие ако немаат душа, значи они немаат изворна енергија, затоа што тоа што ни дава живот, тоа не е од овој свет. Значи, тоа е од духовниот свет и тој живот е спуштен во материја и практично ние сме инструменти на тој живот, на Бог, да кажем. Така. И сега, таа енергија, значи, таа искра која ние имаме како душа, она може да го спостави контакт со Бог и да ствара енергија само доколку постои таа искра божанска. Меѓутоа, доколку ја нема таа искра, тогаш он е неспособен да живее, он е неспособен да ствара. Затоа на нив им се потребни луѓе, значи душевни суштества, за да им ствараат енергија како батерии
од кои ќе ја крадат на тој начин што предизвикуваат страв, паника, терор и така натаму. Значи, човекот ослободува огромна количина на енергија кога е во страв, кога е под стрес и на нив стално им треба такво нешто. Затоа, штом ќе изгаснете телевизорот, за 7 дена животот ви се менува потполно. Значи, јас тоа го искусив, многу мои пријатели, и верувам дека на секој ќе му биде исто. Значи, 7 дена да не го вклучи, животот се менува од корен. Так, особено присуството на овие аркони, на овие андроиди, ми се чини дека е зголемено и концентрирано таму кај што тие намерно создаваат, например сега Украина, претпоставувам дека врие во Украина затоа што има многу болка, многу страдање, многу разурнување. Секаде каде што има масовно убивање, од самото тоа страдање, од самата таа негативна енергија, тие буквално се хранат како некакви духовни хиени или како можеме да ги наречеме. Сега се надевам дека не забегавме многу во муабетов, само да ја комплетираме работава, значи од каде што почнавме. Изворот на енергија на оваа планета, најблискиот или најсилниот извор на енергија што ние го чувствуваме е Сонцето. Некаде имам прочитано, некаде имам слушнато дека всушност клетките наши во организмот, она што го конзумираат како енергија мора да се, значи храната мора да се разложи на ниво на фотон, за да може да даде енергија во клетката и клетката да живее од тоа. Дали всушност заради тоа уште од памтивека повеќето религии се всушност сончеви религии, затоа ли постои тој култ на сонцето и дали всушност сега преку науката можеме да дознаеме многу повеќе за тие својства на сонцето, на светлината, на фотоните, или се уште сме во некаква, да речеме, темница и не можеме доволно да ја знаеме оваа мистерија на сонцето и на својствата на сонцето? Сега тука се отвараат многу теми, не сакам да идам во тие теми, меѓутоа тоа е точно дека, пази, али, например, луѓето користат флоскула живот после смртта, например. Животот не може да биде, животот не може да умре практично. Животот не може да умре, значи умира материја, животот е нешто што постои и пред раѓање и после раѓање и неуништиво е. Значи животот постои. Сега тој живот доаѓа од духовен свет. Значи он се спушта во материја. Сега не кажувам каде па да биде од озгора, може тоа да биде од внатре, да биде не знам, али се спушта од духовниот свет, да кажеме дека тоа е повисок, и се спушта во материја, за да материја дахнува живот, живее, има одреден број на удиса, издиса и си оди. И сега, извини, заборав што беше предходното прашање. Околу фотоните, значи дека се всушност основната енергија со која што се хранат клетките. За фотони, да, за сонцето сакаше дали е сонцето, зашто култури, разни религии и така натаму толку го величале сонцето. Значи, сонцето е извор на живот во смисла да е фотосинтеза и тоа, меѓутоа направив ова дигресија за извор на живот. Извор на живот е практично Бог, божество кое е во нас. И сонцето е, како да кажам, можеби нешто што е концентрација на, да кажеме, тие фотони,
Значи, концентрација, најголема концентрација на фотонска енергија, на светлина, е во Сонцето. И може би затоа Сонцето е, да кажеме, нешто што стално се асоцира со Бог, со такво нешто. Не би кажала дека Сонцето е Бог, а меѓутоа можем да кажем дека Сонцето е може би нешто најблиско до Бог. Така некако би го поврзала. Меѓутоа, целата представа за Сонце и за месечина и за земјата и за сето тоа е се дискутабилно. Затоа што ние знаеме дека човекот никогаш не отишол на месец, на месечина. Така. Значи, така ни кажуваат дека отишол, ама доказите се малци килови. Нема никакви докази, значи тоа е толку смешно, значи тоа зборење со телефон од земја на месечина и така натаму, тогаш сме имале оние телефони на вртење и не знам што. Значи, толку има пропусти, па не знам што. Кој го снимал тој првиот чекор на месечина? Е снимено од перспектива од месечината, значи од надвор е снимено. Да, значи и самиот овој, како се викаше, астронаутот, он самиот кажува дека практично го кажува и отворено дека сето тоа е фейк, дека никој не бил на месечина и сите што снимале тој, како се викаше, режисерот кој го снимал сето тоа во студио. Значи, Кјубрик, он исто кажа дека тоа е фейк, дека е снимано, после тоа напрасно умре и така. Значи, имаме тоа. Имаме, например, згради, овие близнаци во Њујорк, кои и понатака се мисли дека некакви авиони удирале во згради. Меѓутоа, веќе сега излегуваат оние први снимки, каде што на снимките не се гледат никакви авиони, се гледат бомби. На следните, значи, првата снимка, не постојат никакви авиони, само бомби експлодираат, а тие снимки се сите повлечени од телевизија, уфрлени се авиони, таму, не знам како се тоа е технички лесно да се обработи, и се стават, секаде се врши контрола да не излезат тие снимки. Меѓутоа, еве, и јас ја имам таа снимка, каде што ја објавив на Facebook и секаде каде што се види и се гледа дека се работи за минирани згради, не се работи за ова. И тоа дека паднале пасуши од пилотите и што ја знам. Значи, неверојатно луѓето веруваат, дури и ние во првиот момент, значи, во тој хаос, сето тоа, помислуваш дека стварно гледаш авиони. Меѓутоа, еве колку години помина за да ние конечно дознаеме дека никакви авиони немало. Пилотите експерти покажуваат дека не е возможно, значи најпрофесионални пилоти не можат така прецизно да ударат, особено не оној авион што удира во Пентагон, кај што буквално во првиот спрат долу удира. Па јас го гледав телевизискиот интервју со градоначелник на тамо тој град до Пентагон, каде што и он доаѓа и кажува, ми кажа дека авион ударил во зграда, меѓутоа не гледам ништо, гледам дупка во зградата, не постои ништо, никаков авион. После да влечкуваат некаков стар мотор и не знам што, и се сликата, малце се пали и така. И луѓето, значи, кој е крив за тоа? Значи, пропаганда, односно новинари, кои се во целата ова пандемија и целото ова зло што ни се прави, се главни кривци, новинари. Значи, сето тоа е организирано, мислам, они добиваат и тоа го спроведуваат. Народот гледа и се програмира. Значи, новинари се изведувачи на овата работа. Гледаме дека имаше, ајде нема да го спомнувам таа, да не е пошто осетлива тема, имаше, нели, во Америка 22 деца во школа убиени, нели, страшни работи, што ќе знам. За да се после година-две најдат сите тие деца сликани во не знам кој град, на некоја средба и не знам што.
Значи, исценирање тој масовен поколј во школа, за да се спроведе одземање на оружје во Америка. И децата се збринути, значи сите се фамилии добиле пари огромни, децата се збринути, сите имаат бесплатно школување до крајот на школување, добри школи и така натаму. И они си прифатиле. Имате снимка каде што девојче кое лаже во снимката, значи лаже, слушнало ова, видело она, после година дена го интервјуира девојче и девојче сака нешто да каже и се врти и таткото го држи, го бутка и го држи за да го удржи, да не каже, да не избега, значи девојче не сака повеќе да лаже. Сака да каже вистина. Меѓутоа, добила веројатно награда за такво нешто, тука се потпишува договор, значи и ти тој договор не смеш да го прекршиш. Значи тоа се сериозни организации, на служби, на такви работи, така да се работи за сериозни работи, не можеш да се играш со тоа. Ако сакаш да играш играта, мораш до крај. Инаку може лоше да се помине. Така да во сето тоа, значи такво едно лажење, практично ние немаме ништо, ама ништо што е вистина. Например, кога го спомна сонцето, на обала од Бахрейн, острово Бахрейн, во Персискиот залив, јас лично гледам зграда во Саудиска Арабија на 40 километри. Зграда гледам. Ал-Кобар, тоа е град во Саудиска Арабија, каде што нема небодери, не знам што, значи има згради од, не знам, 7-8 до 10 спрата, така нешто. Гледаш згради на 40 километри. Постои еден сајт одишен сајт, Earth Curvature, значи официјален сајт кој ти израчунава, значи колку километри пишуваш или метри и ти рачуна колку е понирање, како се вика тоа понирање точно. Значи точно на закривување. Закривување на 40 километри мене ми израчуна 182 метра. Тоа закривување. Јас гледам, значи јас 182 метра не можам да ги видам. Доколку е вистина тоа колкава е земја, не знам колкава е пречник, како беше. 16.000 километри во пречник. Добро. Значи, доколку се тие димензии точни на земјата и што тврди НАСА, научници и сето тоа, значи, јас не можам да ги видам тие згради, али јас ги гледам. Потоа, зборувам со моите пријатели, мојот пријател од Корчула гледа Талијанска обала на не знам колку таму километри, на 100 километри. Ја гледа Талијанска обала. Ја гледа. Ми се јавува пријателка од, сега не се сеќавам каде беше, која Јемен или не знам која земја, кога е убаво време, кога нема влага во воздухот, не знам на колку, на 500 километри гледаат со двоглед, може да гледа друга обала. Како на 500 километри ти ќе гледаш 500 километри, тоа е не знам колку закривување, колку испаѓа, не знам, у километри се мери. И сега, значи, се прашуваш како е тоа можно. Тоа значи дека секој кој е со отворен ум, секој што нормално размислува, ќе се запраша зошто е тоа така. Значи, јас исто се прашувам, јас не знам каква е земјава, и какво е сонцето, и колкава е, не знам. Така, исто како што има многу луѓе што се залетуваат со тврдења дека ако не е закривена, дека мора да е рамна. А она што е најточно е дека ние ја немаме како поединци перспективата за да можеме на вистина да ја видиме. Единственото место од каде што се гледа земјата во перспектива целосно е месечината. Ни она што велат дека нели вселенска станица, ни тоа нема доволно перспектива за да се види во
незината целосност. Што значи, дури и да е така, треба јас лично да се качам горе и со мои очи да погледнам, па да видам дали има закривеност или нема. Значи, се друго е само убедување наметнато. Сите овие што се наса слики и така, тоа и они сами си кажуваат дека тоа е, не знам како се викаат, композитни слики се тие. Да. Значи, јас не знам каква е земјава, меѓутоа знам дека ја на 40 км не можев, или мојот пријател од Корчула не може да гледа италијанска обала. Значи, тоа е невозможно. Али он ја гледа, јас гледам. Што значи дека една ствар, дека тоа не се точни мерки. Значи, или е земја огромни димензии, па тие мерки се мислам неточни. Друга работа, ти на вода гледаш, не постои џаба збор водоравно и не постои џабе вагрес, значи кога се градат куќи, значи ние правиме вагрес, тоа се гледа по ниво на вода во цревото. Значи, тоа е многу стара метода и значи дека водата секогаш ќе биде водоравна, не може да биде закривена. И тоа е докажано многу пати, дури пред 100 години Крајевска академија правеа тие експерименти и докажано дека земјата е, односно водата е равна. Со тоа, јас заклучувам дека ние живееме на равна површина, затоа што водата е равна и затоа што јас гледам тоа таму што не треба да го гледам по тие научни докази. Меѓутоа, колкава е земјава, дали е равна, дали е бесконечна, дали е конечна, дали е огромни димензии, тоа не можеме да знаеме, затоа што немаме никакви докази. Ама знаеме дека живееме на равна површина. Тоа знаеме. Тогаш се поставува и прашањето како се движат сонцето и месечина. Што е со сонцето? Дали тоа сонцето е стварно тоа што ни го опишува дека сонцето свети? Или сонцето е еден електромагнетен генератор кој ги побудува, како што верувале и тие стари, да кажем, питагорејци, дека дека сонцето всушност како електромагнетен, како да кажам, мотор ги потакнува племените метали, како што се неон, аргон, кои беа уште, ги потакнува тие затоа што знаеме ние неонки како се прават. Така. Значи, неонка ќе работи така што електромагнетна енергија ќе ги побуди атомите на тие племените метали, конкретно на неон, и светилка свети. Значи, ние имаме во повисоки атмосфери, имаме огромно количество на тие племенити метали, на племенити гасови, каде што, кои што може би се побудени со сонцето. Сега отидовме може би предалеку, може би за оваа емисија. На овој канал се одржува слободен ум и мене ми е многу мило што разговараме во смисол, ги разговараме можните идеи и никогаш не велиме ова е конечната вистина. А од друга страна имаме систем кој што вели ова е конечната вистина и нема друга вистина освен таа. И затоа мене ми се многу смешни овие обиди на Елон Маск со цврсто гориво кое што согорува да го освои сончевиот систем или универзумот. Тоа е стварно патетично, затоа што докаде, како и одењето до месечината, значи отишле со ракета до таму, а за враќање немало потреба од ракета, затоа што донака била слаба гравитацијата, што колку и да е слаба, мора некаква, по Њутоновите закони, нешто да создаде реакција за да се отскокне таа површина, колку и да е мала гравитацијата. Значи, дури ни по таа логика ова, слетувањето нема смисла. Затоа велам, крајните вистини не можеме да ги знаеме, но можеби она што можеме да го знаеме се крајните лаги. А тие ги имаме многу околу нас, така што
Јас сум сигурен дека не забегавме со Маветов и дека има многу луѓе кои што во коментари, во додатоци ќе ни се придружат и ќе дадат линкови во контекст на себе ова што го зборевме. Јас знам дека вие сте одличен соговорник. Маветов го правевме нешто на вие, нешто на тие, ама се знаеме од подавно, така што мислам дека не е проблем и на ти. Така што мислам дека оставаме простори за други муабети и за други теми. Јас сум многу среќен за себе овие корисни информации што ги споделивте со нас. Споделивте со нас, значи, целата заедница што го следи каналот. И за крај би ве прашал во вашето секојдневие како се сноѓате, затоа што спомнавте една работа која што не е толку едноставна да се направи. И цело време ми доаѓа прашањето да ве прашам затоа што многу луѓе направиле едно, направиле друго, во суштина повеќето луѓе кои што прифатиле морално работи кои што не се баш морално издржливи, ги прифатиле затоа што прифатиле одреден чек, прифатиле одредена сума. Тој лукративниот момент, како е, мислам, како да се одолее на тој лукративен момент, како да се рече, види, има нешто повеќе од парите во овој свет и да се живее на стилот на живот што го живеете вие? Па, секогаш кога на човекот му недостасува пари, он мисли дека животот ќе му биде супер и ќе биде среќен кога ќе има доволно пари и ќе може да си купи ова, да отиде таму и ова и она. Меѓутоа, обично луѓе нели гледаме некои богаташи кои имаат се на свет и имаат, не знам, огромни пари и на крај ќе се повлече у шума од некоја брнара и сите пари што ги има ги покривам, не знам, таму, не знам, некои на здруженија, некои за сиромашни деца, на нешто такво. Брижит Бардо, не знам, на животни, не знам, има така. Обично луѓето наоѓаат сатисфакција во... сега, кога ќе дојдеме до таа целта, значи кога ќе дојдеме до таа целта и ќе имаме сето тоа што сме мислеле дека е многу недостижно и ќе не направи среќни, и ќе сватиме дека исти сме. Потpuno сме исти. Не знам, немам решение, немам некое универзално решение, освен да ги посоветувам луѓето да полека се тргаат од градови. Јас мислам дека мене многу ми помага животот во тишина, на планина. Во главном живеам така во природа и мене, например, град, јас после 3-4 часа не можам да седам во градот. Можам кога имам некои обврски да завршам неколку дена и така, меѓутоа веќе после неколку часа јас осеќам нервоза, осеќам сета таа бука, бучава, не знам, загаденост и така ми пречи, затоа што телевизор, например, јас не можам кога ќе влезам некаде и телевизор работи, после 5 минути осеќам некоја нелагода во стомакот, некоја анксиозност, затоа што самите тие, да кажем, сублиминарни пораки што ги дава телевизија, значи тие имаат тие фреймови на милисекунда, што човечко око не може да ги регистрира, меѓутоа ги регистрира потсвеста. Така. И го програмираат човекот за да купува бесмислени работи и така натаму. Го програмира дека треба, не знам, да се облекува така, дека треба... Значи, практично, да кажем, пак да се вратам на почетокот, ние практично имаме, живееме животи, не ние, некои од нас не повеќе, али живееме животи на убедувања, на некакви убедувања кои сме ги добиле во главном од медии,
од пријатели, од друштво, од родители, од разни луѓе кои си имат, кои кој знае од каде ги добиле, и сега човекот у тоа уверување, во тој некој свет кој може потполно погрешен, цел живот поминува. И убедење дека така мора да јаде, така мора да се облекува, дека тоа е добро, дека ова не. Практично, добро е се што е природно. Така. Не е добро што не е природно. Значи, природно е човекот да скине јаболко и да ја изеде. Шницли, такви стејкови не растат на дрво. Значи, за да се добие шницла, мора да се заколе животно, па да се таму обработува, па да се пече и сето тоа. Значи, тоа не е природно. Не е природно. Значи, човек нема канџи, не е брз да зајак или не знам антилопа кога трча да ја фати како што лав може. Лав има канџи, има заби, има брзје, значи има киселина 20 пати посилна во желудник од човекот, така да он е опремен за такво нешто. Така, формата на нашите заби очигледно дека одговара само на очигледно дека формата на нашите заби одговара на овоше, на зеленчук и на јаткасти растенија, како што кажавте на почетокот. Секоја друга храна ни создава проблем. Да. Така да сето е природно, треба да се прави природно, е човекот да биде у природа, да дише чист воздух, да пие изворска вода и така, значи све што е неприродно. Али за крај може би да кажам да што би препорачала за почеток да се прекине, затоа што за здравјето не е толку важно што треба да направиме, него што не треба више да правиме. Так. Што не треба, кажавме некои работи, меѓутоа за почетокот можеби три работи да кажеме. Прва работа е да се исфрли од исхрана индустријска храна. Значи се што е упаковано, се што е по маркети, тоа не е храна. Тоа стои по 10 години таму, затоа што ниеден инсект не го јаде, значи само човек го јаде. Значи тоа се хемикали и тоа практично во маркет јас не знам, освен тоалет папир, јас не знам што друго човекот може таму да купи. Друга работа да се намали број на оброци, значи наместо 3 за почетокот да бидат 2, па доколку може на тој 1 да се дојде окей, а и 2 не е толку лошо. И трета работа, можеби најважна работа е да се изгасне телевизорот. Доколку човек има некои таму, не знам ови како се викаат, кога имате 30 канали, кабловски телевизии и такви работи, тоа треба да се откаже. Постои на интернет сето тоа што сакате, ако сакате спорт, ако сакате нешто да гледате, сето тоа може да се најде, да се поврзе, да филм да гледате, сето тоа постои на интернет, ама нема никој да ви за почеток барем да се изгаснат вестите. Так. Затоа што на вестите се главни програми. Значи програми за следната недела се пуштаат денеска и сега човекот по тој програм работи. И така. Така, докторке Велков, ви благодарам за ова исцрпно и шаренолико интервју. Се надевам дека ќе се видиме уште еднаш наскоро. Секое добро. Хвала, Владко, пријатно.